Денес пред нас е повторно ново задолжение. Се задолжуваме кај Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за модернизација, овој пат на земјоделството. Модернизиравме ние се, сега ќе го модернизираме земјоделството. Она што, кога го анализирав сето ова, прво и секогаш кога ми доаѓа во очи, е моментот зошто поскратена постапка. Постојано со истиот член се оправдувате, но навистина е демотивирачки да се работи на ваков начин, постојано сите закони и се што може да се направи поскратена постапка на еден високо неквалитетен начин. За жал. Од земјоделие, да, знам за општите карактеристики на земјоделството во Република Македонија. Знам за поделба на земјоделие. И нели се што на еден професор по географија може да го знае, а учениците што можат да го видат во учебникот по географија за втора година средно образование, каде што има една доста прилично голема тема која што е вписана со земјоделието во Република Македонија. За жал, тој учебник отиде во минатото, го повлековте на еден многу срамен начин и да, ние имаме како држава поволни услови за развој на земјоделството, но дали вака, на ваков начин може да се развива земјоделството со сомнеш, дали вака може да се развива земјоделството во Македонија со недостаток на транспарентност, со недостаток на отчетност, и дали е ова всушност развој на земјоделие. Зошто го велам ова вака? Многу закони за задолжување поминаа изминатиот период и да, секој еден од другиот е различен. Различен е по тоа како ги подготвувале закони за да не ги достават на нас пратениците. Она што првин го приметив, верувајте ми, во овој закон е тоа што да, има една огромна сума на средства со кое што Македонија се задолжува 50 милиони евра, тоест точната бројка чинам дека е 46 милиони евра, а 4 милиони евра имаме грант од Европската Унија. Сега, со овие средства во овој закон, за споредба од предходниот што го имав, а тоа беше за задолжувањето за образование, замислете таму, например, беа наведени подкомпонентите, нели, и овде се наведени подкомпонентите, но таму има доблест тие што го работиле да храбро пристапат и да кажат дека големи суми на средства ќе се потрошат за обука на наставниците, за отчетност, замислете 345.000 евра ќе се потрошат за образование, а овде во овој закон ние немаме никаква бројка за тоа колку во секоја подкомпонента посебно ќе се трошат финансиски средства. Тоа е многу голем недостаток. Имаме компонента 1. Подкомпонента 1.1 пристап до обука и советодавни услуги. Колку позајмени средства ќе одат за овој дел? Пазете, само е објаснета целта, а колку финансии, каде е анализата за тоа? Колку финансии ќе се трошат во овој дел? Јас овде не видов. Компонента 2. Зајакнување на институционалните капацитети за пристапување во Европска Унија. И таа компонента си има 3 подкомпоненти и таму немаме колку позајмени средства ќе се користат за ово. Замислете, што сретнувам. Под компонента планирана е поддршка, вели, на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Колеги,
И пред малку заменик министерот спомна дека во минатото не се правеле вакви инвестиции, сега се прават. Се извинувам, прво прашање што ми текна да ве прашаме, како 4 години сте на власт, колеги, вие не изнајдовте начин за поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, ама сега, во предизборна година, ќе опремувате, ќе прилагодувате. Тоест, за жал, ќе создавате можности за манипулација кон јавноста. Колку позајмени средства ќе користиме за управување со проектот? Компонента 3. Анализа има за тоа како ќе се управува проектот? Јас не сретнав. Она што најмногу ме револтира е моментот што во предизборната кампања во најголем процент реториката од ваша страна беше ветување на една транспарентна политика, на едно транспарентно работење, на едно отчетно работење, за кое што вие, за жал, досега го немате покажано овде пред нас. Се јавуваат многу сомнежи и зошто. Ќе одговорам сега на сето тоа и ќе ви кажам, колеги. Аболициран криналец, кој со рака на срце и тим околу него, кој исто така, како лидерот, е постојано завиткан во лаги, црна ни е судбината, колеги. Зборуваме за вакцини или тоа е друга тема на разговор? Живот ветивте, за жал, за жал. Само за смрт гледаме по јавноста. Ви благодарам.